Почитувани, господинот Црвенковски најпрвин треба да им даде одговор на граѓаните како се случи во неговата транзиција 200.000 луѓе да останат без своите работни места, како се случи ТАТ, како се случи Алфаес, пазар на пари, Македонија реклам, лавци, како се случи криминалниот закон за приватизацијата, како се случи Октоподот и зошто тој никогаш не беше фатен, како се случи да бидат уништени 674 фирми, фабрики и комбинати. Господинот Црвенковски најпрво треба да им објасни на граѓаните како се случи 4 милиарди и 600 милиони евра да бидат проневерени и изнесени од државата, зошто не го реализираше ветувањето за по еден вработен од секое семејство и зошто се случија Ѓорче Петров, Битпазар, Куклиш, Радовиш, Плетвар, Гостивар, Струга. Кај господинот Црвенковски веќе е очигледна нервозата. Последна година од неговото повторно раководење со Социјалдемократскиот сојуз нема никаква промена во однос на поддршката и прифатливоста на СДСМ и нивните политики од страна на граѓаните на Република Македонија. Граѓаните после една година од враќањето на Црвенковски на чело на Социјалдемократскиот сојуз воопшто не ја даваат својата поддршка за СДСМ и за Црвенковски. СДСМ е на истото политичко ниво и на истото рамниште како и пред една година. Тоа го нервира Црвенковски. Ние му ја разбираме нервозата и паниката во која се наоѓа, но не можеме да ја прифатиме како наш мотив за политичко дејствување. Црвенковски досега 3 пати беше премиер на Република Македонија. Тој се што знаеше и можеше да направи, веќе го направи. Благодарам. Ќе има ли тебе дуел? Мислам дека одговорот е прецизен. Ние разбираме неговата нервоза и паника, меѓутоа не можеме да ја прифатиме како наш мотив за политичко дејствување. Да повикува на тебе дуел, ќе има тебе дуел? Ова е одговорот од ВМРО ДПМН. Благодарам.